Почитувани сограѓани, почитувани дами и господа. Во долгото историско паметење на Македонија и на генерациите македонски граѓани, 4. мај ќе биде забележан како еден од најтажните датуми во календарот на нашето постоење и обстојување низ годините и вековите назад. На тој судбоносен 4. мај 1903 година Македонија остана без својот најсветол лик, без стожерот на македонската борба и непокор Гоце Делчев. Долг е списокот од револуционерни имиња и презимиња кои ја задолжиле татковината со своето дело, но се чини дека името на Гоце Делчев го заслужи самиот врв. Неговата кратка, но исклучително богата животна патека е исполнета со бројни револуционерни истории кои оставиле неизбришливи траги во македонското минато, за да имаат и своји рефлексии и во македонската сегашност. Токму затоа, животот и делото на Гоце Делчев треба да биде сочувано во нашата колективна меморија и да биде пренесувано од колено на колено на сите идни генерации кои ќе се родат на оваа наше македонско тло. Така и во оваа прилика, кога ја чествуваме 115 годишнината од смртта на апостолот на македонското револуционерно движење, нужно е, барем во кратки црти, да се подсетиме на најважните биографски податоци кои го сочинуваат мозаикот за животот и делото на великанот. Гоце Делчев е роден во Кукуш на 4 февруари 1872 година како трето дете, но прво машко во семејството на Султана и Никола Делчеви. Имал тројца браќа и 5 сестри. Гоце бил кротко дете и примерен ученик и уште од мал развивал чувство за заштита на подчинетите и послабите. Се дружел со деца од различни националности и никогаш не правил разлика меѓу нив. Дури и подоцна, иако неизмерно си ја сакал Македонија, никогаш не пројавувал националистички или шовенистички идеи или активности. Познати се неговите зборови. Јас не ги мразам османлиите како народ. Јас војувам против османлијската тиранија како систем на владење. Гоце се школувал во Кукуш, каде што завршил прогимназиско училиште, потоа во Солун бил ученик во Солунската машка гимназија и во Софија во военото училиште. Како исклучително надарен и образован човек, подоцна учителствувал во Штип и Банско. Предавал дури 4 предмети: геометрија, историја на природата, географија и француски јазик. Во Штипското училиште работеле заедно со Дамјан Груев и од тогаш па се до неговото трагично загинување бил исклучително близок со него. Делчев бил човек со големо срце во кое имало љубов за сите. За себе имал кажано: јас по душа сум анархист, по убедување сум социјалдемократ, а по дела револуционер. Како таков бил почитуван од сите, па дури од османлиите. Озлогласениот Дервиш Ефенди, восхитен од неговиот лик и дело, еднаш рекол: кажете му на тој чудесен јунак дека сакам да го видам и да му се поклонам. Ние сите, од царот до последниот заптија, одамна сме изморени, само тој не се уморува. Фактографијата за револуционерната дејност на најголемиот македонски син вели дека Гоце Делчев се приклучил на македонската револуционерна организација во ноември 1894 година и за многу куз временски период станува еден од најважните неизини алки. Неговото влијание врз зацврстувањето на организацијата и за привлекувањето голем број луѓе со револуционерни идеи било исклучително големо, но не помал бил и неговиот ангажман за набавка на оружје и револуционерна литература. Во поглед на ослободувањето на Македонија од 5-вековното османлиско робство, Делчев се залагал тоа да се оствари со добро организирано востание. Во таа смисла, познати се неговите зборови: ослободувањето на Македонија се крие во внатрешно востание. Кој мисли поинаку да се ослободи, тој се лаже и себе си и другите. Во револуционерната биографија на Делчев една од најзначајните активности датира од април 1896 година,
кога тој заедно со Ѓорче Петров биле ополномоштени да го изработат правилникот и уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација, која подоцна била преименувана во внатрешна македонска револуционерна организација. Во тоа време Гоце Делчев ја прекинал својата учителска дејност и во целост се посветил на револуционерните активности во организацијата. Делчев ќе остане запаметен и како ревносен противник на предвременото и недоволно организиране кревање на востание, подоцна познато како Илинденско востание. Сите засилени активности пред неговото трагично загинување биле насочени токму кон спречување на ангажманите за кревање востание, кое според него било осудено на пропаст. Во таа негова мисија, ноќта на 2 мај пристигнал во селото Баница, каде што се сретнал со негови блиски соработници, меѓу кои бил и Димо Хаджидимов. За жал, веројатно како резултат на предавство, утрото на 4 мај во таа 1903 година османлискиот аскер го опколило селото. Затоа дознале Гоце и неговата дружина и се обиделе низ борба да го напуштат селото за да го спасат од палење, но во таа борба Делчев бил смртно погоден. Така сгаснал неговиот голем сон да си ја види татковината слободна и независна. Ете, од тој ден до ден денешен поминаа точно 115 години. Толку години трае непреболот на Македонија за својот најголем син. Нам и на генерациите по нас ни останува да го чествуваме и негуваме споменот за него. Ако и ние како Делчев го разбереме светот како поле за културен надпревар меѓу народите, тогаш ќе успееме да ја разбудиме големината на човечноста во нас.